Вистината, возлюбени во Господа, секогаш ослободува. Таа никогаш не покорува и не заплашува. Вистината нема потреба да граби за морална супериорност, притоа искористувајќи ги жените и децата за да биде прифатена, како што тоа го прават некои современи конвенции, налик на Истанбулската, кои под плаштот на заштита на жената сакаат да ни подметнат нешта кои ќе ја загрозат и повредат токму жената, која е столб на семејството, а со тоа и столб на општеството. Затоа и денес сме собрани тука, јасно и гласно да ја кажеме вистината наспроти професионалните експерти за менување тези кои се занимаваат со се останато, а најмногу со тоа што мисли црквата за жената, само не со заштита на женските права. Со векови, во својот поглед кон жената, црквата стои со свештен трепет. Жената во учењето и животот на црквата не само што не е немоćна, туку напротив, токму таа во своите кревки мајчински раце го држи оној што ја одржува во постоење сета вселена, семоćниот Бог. Пред таа сила треперат и ангелите и луѓето, токму таа на своите гради го храни како мало дете оној што дава храна на секое тело. Токму жената и особено жената мајка ја дава надежта на светот, љубовта, а љубовта секогаш е несебична, жртвено себе принесувачка, и токму поради тоа во нашата представа жената е икона на љубовта и затоа да не дозволиме мајчинството да биде осквернето со ничии новоисковани поими. Апелираме да престане унакажувањето на образовниот систем со родова идеологија и со сексуализација на нашите најмлади, да престане крајно неприфатливото лишување на родителите од нивните родителски права и на децата од нивното детство. И конечно, до кога нашите деца ќе учат од учебници чии што содржини се диктираат од туѓи држави и од туѓи центри?